Ова е водно на елитната населба во метрополата, а веројатно и во државата. А овде над училиштето Кочораци е епицентарот на водно или наелитната од елитните. Блиско американската резиденција, а сосед на Бели е председателот Иванов, лицето кое беше инспирација за оваа прошетка на Нова ТВ. Во оваа зграда живеат 3 семејства. Партени изографски број 61 е дом на медиумскиот магнат Срđan Керим и неговата сопруга Снежана Лазова Керим, кои го поседуваат првиот кат. Семејството Јаневи е над нив, а собственик на најгорниот трет кат е Сашо Тоневски. Според имотниот лист во катастар, Сашо Тоневски во оваа зграда има 2 стана. Тие на негово име се заведени во 2012 година. Едниот стан е со квадратура од 138 метри, а вториот е со површина од 119 метри квадратни. Ова име во јавноста доскоро не значеше ништо, но вниманието кон него го сврте портпаролот на СДСМ Петре Шилегов. Сашо Тоневски е брат на првата дама во Македонија, Маја Иванова, сопругата на председателот Ѓорѓе Иванов. Шилегов објави документ дека Тоневски има деловни врски со земја од даночниот рај, Панама. Липкоп Панама е основач и собственик на фирмата Delfino Travel Balkans. Сашо Тоневски, братот на Маја Иванова, е исто така еден од собствениците и управител на оваа фирма, Delfino Travel Balkans. Пред само неколку дена, или во времето кога почна да се шири скандалот со перењето пари во панамски фирми, Delfino Travel Balkans згаснува и ја бришат од Централниот регистар. Токму оваа објава на СДСМ беше повод Нова ТВ да истражува имотната состојба на шурата на шефот на државата и неговите бизниси. Зградата во која што живее семејството Тоневски е легализирана во 2012 година. До тогаш се водела како дивоградба. Според имотниот лист од катастар, становите на име на Тоневски се впишани на 20 декември 2012 година. Според имотниот лист, една година пред легализацијата, на 5 декември 2011, становите биле ставени под хипотека во ТТК банка во вредност од 365.000 евра. Освен овие 2 стана, на име на Тоневски во катастарот е запишан и друг недвижен имот. Во Нерези шурата Сашо и зетот Ѓорѓе во 2010 година купиле пасиште со површина од 189 квадрати. Во село Нерези имаат и нива од 395 квадрати. Тоневски лани се подновил, па во екот на сезоната на 30 јули си купил нов стан од 65 квадрати во Охрид. Нова е само приватниот имот на Тоневски. Нова ТВ од Централниот регистар извади документи за фирмите на име на Сашо Тоневски. На адресата Илинденска број 3, зградата во која што се уште има стан председателот Иванов, во кој што живееше пред да се пресели во вилата Водно, се регистрирани 3 фирми: Delfino Travel Agency, Delfino Travel и Delfino Rent-A-Car. Најстара е туристичката агенција Delfino Travel, формирана во 1995 година. На 26 октомври 2011 ја формира Delfino Rent-A-Car, а на 21 март 2012 бизнисот се проширува и на истата адреса ја регистрира фирмата Delfino Travel Agency, која освен со туризам се занимава и со посредување, консалтинг, лизинг, шпедиција. Старата Delfino во изминатите 2 години остварила ситни приходи од околу 10.000 евра, но затоа новите фирми работеле турбо. Во последните 2 години Delfino Rent-A-Car и Delfino Agency заедно имале обрт од речиси 3,2 милиони евра. Ништо не е познато за работењето на четвртата фирма поврзана со Панама. СДСМ ја обелоденија, додека од кабинетот на председателот тврдеа дека таа компанија немала никакви трансакции и дека истата била ликвидирана уште во 2015 година. Документите кои што Нова ТВ ги доби од Централниот регистар покажуваат дека тоа не е вистина. Фирмата била избришена годинава на 12 април, една недела откако изби аферата Panama Papers. Нова ТВ го побара Тоневски во агенцијата и испрати прашања за панамската фирма, но одговори не ни стигна. Семејството Иванови важи за просечно македонско семејство, но нивниот роднина може да се вброи во поимотните семејства, сместени во соседството на дипломатите, семејствата Камчеви Стојминови, а дека позицијата е одлична за домување, покажаа и бомбите на опозицијата, каде што дури и кумот на премиерот мерикаше плацеви со својата фирма од Белизе.